Ограничените ресурси за откривање на ретките болести, долгите тендерски постапки, немањето ефикасен систем за набавка и ургентен увоз на лекови се главни причини поради кои лицата со ретки болести во Македонија понекогаш и со години чекаат соодветна терапија. Неретко во безизвест, семејствата сами ги носат потребните биолошки материјали на испитување во странство, најчесто во Будимпешта. Ниту болеста, ниту животот не чека тендери. Има ситуации кога мора да се даде терапија во текот на 24, односно 48 часа, вели професор доктор Велибор Тасиќ. Јас пред неколку години имав таков случај да барам дозвола за плаќање биолошки материјал, не е тука директорот и вие треба да чекате да се врати директорот. Заменик нема кој да потпише и нормално родителиве кришум. Јас биолошки материјал носам кришум, шверцувам. Еве, јавно тоа го велам. Имаме дете кој што прима најсовремена терапија, но ја чекаше скоро година дена. Се влоши неговата ситуација. Охриѓанката Гордана Лолеска сведочи колку години чекала да се дијагностицира болеста кај нејзиниот син, за која нема лек. Таа зборува за децениското талкање по институции и болнички ходници. Дијагностицирањето всушност е најтрнливиот пат низ кој оди едно семејство со ретки болести, бидејќи кај нас помина 14 години. Зошто? Бидејќи многу од симптомите на ретките болести се преклопуваат една со друга. И некои ретки болести се од животозагрозувачка состојба, така да навременото дијагностицирање на ретките болести некогаш значи живот. На светско ниво регистрирани се повеќе од 7000 ретки болести. Во Македонија има 822 пациенти со ретки болести. Само 260 од нив добиваат некаква терапија. Лани се набавиле 6 нови лекови за ретките болести, кои представуваат предизвик и за лекарите. Представуваат предизвик дијагностички, предизвик тераписки, предизвик економски за здравствениот фонд на сите држави. Извонредно тежок и трнлив е патот до дијагнозата, некогаш лекар се сретнува само еднаш со одредена дијагноза на ретка болест. Науката оди напред, сигурно ќе дијагностицираме се повеќе и повеќе ретки болести. Има ретки болести, има ултра ретки болести за кои што нема соодветно оружје, односно немаме соодветен лек. Некои семејства кои имаат член со ретки болести се иселуваат во странство, затоа што во Македонија не може да добијат навремена терапија. Се тоа беше истакнато на симпозиумот во Охрид по повод 10 години активизам за ретките болести во Македонија.